Prosečната plata во Македонија меѓу најниските во Европа. Од вкупно 39 земји, висината на просечната нето плата државава ја позиционира на 35-то место или на самото дно на табелата. Во моментов просечната плата во државата е пресметена на одвај 372 евра, што е доволно да се најдеме меѓу најсиромашните 4 држави на европскиот континент. Зошто и покрај секојдневните статистички пресметки за раст на платите, Македонија и понатаму е меѓу последните во Европа. Тоа многу зависи, требаше фабрики да се направат, за младите да се започнат да имат, ако има поголема продуктивност, ќе има и поголеми плати. Ти многу арами, не се задоволуват газите. Се е кусо, само ради тоа, ништо друго. Луѓето си работат, вие тешко е пари од џепот, како змија да вадат од џепот, кога е заплатите. Па најсиромашни сме. Така. Да. Најсиромашни сме за тоа. Со исклучок на Албанија, која е со плата од 347 евра, пред Македонија се сите останати земји од регионот. Косово е со плата од 405 евра, Србија со 407, Бугарија со 423, Босна и Херцеговина 439, Црнагора со 508, Хрватска 800, Грција 917 и Словенија со 1051 евро просечна нето плата. Се надеваат ли граѓаните дека наскоро и ние ќе можеме да го подобриме просекот и да добиеме повисоки плати? Не верувам, още полошо ќе биде. Не, кој што може побрзо нека си бега у странство, месечно по 500 евра нека си заштедува ако може, а тука треба години да минат. Жал ми е така што зборам, ама истина таа е реалност. Очигледно дека песимизмот се темели на искуство, па оттука и овие изјави. Ќе успее ли сепак владата да го демантира мислењето на народот е крајно неизвестно, зашто на подобар живот се чека веќе предолго.